Добар ден, драги ученици! Добро ми дојдовте во нашата училница. Чест ми е и задоволство што денес јас сум вашиот виртуелен наставник, а се викам Михова Ружица и доаѓам од основното училиште Маршал Тито Струмица. Овој видеозапис е наменет за учениците од 8 оделение по предметот граѓанско образование. Наставната содржина која ќе ја обработуваме е дискриминација, стереотипи и предрасуди. Часот ќе биде реализиран со МИО активности во рамките на проектот Јакнење на мултиетничката соработка во општините, кој проект се реализира во соработка со Бирото за развој на образованието и Детската фондација Песталуци. Цели и очекувани резултати од наставната содржина, дискриминација, стереотипи и предрасуди. Ученикот, ученичката, да го објаснува значењето на поимите дискриминација, стереотипи и предрасуди, да препознава дискриминација, стереотипи и предрасуди преку конкретни случаи и да реагира со осуда во конкретни ситуации во кои некој е изложен на дискриминација. Да свати дека различноста меѓу луѓето никако не треба да значи нееднаквост, предрасуди, непочит и дискриминација. Да поттикнува и придонесува за сузбивање на дискриминацијата, стереотипите и предрасудите, да знаат за придобивките од соживотот во мултикултурно општество. Што е стереотип? Што значи стереотипот како концепт во современиот свет? Невозможноста на поединецот да ја знае целата слика на реалниот свет без да го поедностави. Едно лице ги извршува своите активности заснувани не врз очигледно директно знаење, туку на готови шаблони за клиши воведени од другите, роднини, познаници, системот, државата и слично. Негативниот аспект на стереотипите се сведува на фактот дека личното искуство, па дури еднократното, со кое се потврдува верност на одреден стереотип, е фиксирано во подсвеста и ги спречува луѓето да ги перцепираат појавите на поинаков начин. Стереотипите може да се поврзани со нечија расна, етничка, религиска или полова припадност, но и со каква била припадност кон одредена група. Честопати, и без да познаваме членови на некоја група, имаме формирано стереотипи за групата и така врз основа на овие формирани стереотипи заклучуваме дека цели групи на луѓе имаат некаква карактеристика. Работливост, мрзеливост, интелигенција, смисла за хумор и друго. Сепак, во реалноста луѓето се разликуваат помеѓу себе, иако им припаѓаат на исти групи. Стереотипите, чие ехо може да се проследи во поговорките и изреките на различни народи, се уште не се надживеале. Жена, чувар на огништето. Човекот е слушател. Долга коса, краток ум. Жена без деца, како дрво без граници. Осамена жена, птица без крилја. Човек без сопруга е куќа без покрив. Стереотипите не се точни гледишта, затоа што на сите припадници на една група им се даваат исти особини и тоа врз основа на малку и честопати непотврдени информации. Но и покрај тоа што не се точни, тие тешко се променливи. Бидејќи информациите што ги добиваме, а се спротивни на веќе формираниот стереотип, најчесто ги игнорираме и не ги прифаќаме. На крај да заклучиме дека стереотипите се всушност кога погрешните сваќања обстојуваат наспроти податоците и фактите. Стереотипите се штетни појави, бидејќи со нив се оправдува непријателството. Работен налог број 1. Нурија е најдобрата фудбалерка во училиштето. Во нејзиното училиште се организира надпревар во мал фудбал. Нурија се израдува дека конечно ќе може да учествува во надпреварот. Тренерот на екипата на еден ден пред надпреварот повика 5 членови – Марко, Дејан, Самир, Илир и Атанас.
За Нурие немаше место. Ова ќе биде машки надпревар, рече тренерот и излезе од училницата. На што била изложена Нурие? Зошто? Како се чувствувало девојчето? Како би постапиле вие доколку сте на местото на Нурие? Како би постапиле да сте вие на местото на тренерот? Како би се чувствувале? Ваше е да ми одговорите на поставените прашања. Што се предрасуди? Предрасудите се верување, гледиште што не се потпира на проверени факти, туку на закоравени мислења. Тоа се предрасуди против луѓе врз основа на нивната раса, етничка припадност, националност или религија. Врз формирањето на предрасудите влијат многу фактори, како на пример семејството, пријателите, историските настани и слично. Стереотипите и предрасудите влијат врз однесувањето на поединците во општеството и затоа што се обично неточни представуваат пречка за градење заедничко општество. Тие представуваат бариера за нормално комуницирање и многу често се извор на судири и конфликти. Предрасудите постојат длабоко во нас и оставаат трагови кои ни штетат на сите нас. Треба да се ослободуваме од нив дел по дел, додека целосно не ги елиминираме. На сите на кои пристапуваме со предрасуди, ние најпрви него го осудуваме. Тоа што го прават другите, ќе го правам и јас. Тоа не е правилна постапка. Кога ќе ги прифатиме луѓето околу нас, такви какви што се, најпрви кога ќе си прифатиме и самите себе си, добиваме чувство на исполнетост, мир и без предрасуди. Кој е ефектот од предрасудите? Предрасудите се навредливи. Примерно, тие се користат кога некој неоправдано се третира. Предрасудите ми одземаат можноста на луѓето да покажат кои се и што можат да постигнат. Например, еден работодавач можеби нема да му даде работа на турски кандидат за работа, бидејќи тој има слушнато дека тие во наводници секогаш туцна доаѓаат на работа. Дали е тоа така? Некои луѓе ќе се држат до предрасудите и идеите, иако тие не познаваат никого кој им ги потврди овие негативни погледи. Што може да направиме против предрасудите? Предрасудите тешко изумираат и според тоа тешко испробувањето со нив. Но имајќи го во предвид фактот дека никој не се раѓа со предрасуди, тие се учат, па може и да се одучат. Пред да се суди за некоја личност, прашајте го, него, неја, да објасни зошто го сторил или сторила тоа што е предмет на дискусија. И запомнете дека и ти сигурно не сакаш да бидеш осудуван без да бидеш ислушан. Работен налог број 2. Еден ден на часот по историја Петар избезумено извика: ми ги нема парите што мајка ми ги даде за престојната екскурзија, и почна да плаче. Ангела налутено се сврте кон Орхан и му рече: ти си ги зел парите, ги знам јас таквите како тебе. Сите роми крадат. Орхан поцрвене, но не и возврати. Само ја наведна главата. Наставничката која беше сведок на настанот изусти: Орхан, врати ги парите ако си ги зел, а тој одговори: наставничке, јас не ги зедов парите. Во меѓувреме Петар се сети дека претходниот ден парите му ги дал на класниот раководител и извика: се извинува, заборавив дека вчера платив за екскурзијата. Ангела засрамено ја наведна главата. На што бил изложен Орхан? Како се чувствувал Орхан во тој момент? Како би се чувствувале вие да сте на негово место? Како ја разбирате реченицата «Ги знам јас таквите како тебе»? Ваше е да ми одговорите на прашањата. Дискриминација.
За дискриминација се смета секое правење разлика, искористување или ограничување на луѓето врз основа на нивните колективни идентитети, пол, род, класа, етнос и слично, со што ги загрузува или оневозможува остварувањето или заштитата на нивните човекови права и слободи. На дискриминација може да бидат изложени поединци или група на луѓе, со тоа што се третираат како помалку вредни, им се скратуваат правата или им се одземаат можностите само поради припадноста кон некоја група. Основа за дискриминација може да биде бојата на кожата, полот, јазикот, верската и етничката припадност, возраста и така натаму. Република Северна Македонија е демократска и социјална држава во која сите пред законот се еднакви, а една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Северна Македонија помеѓу останатото и почитување на демократските принципи и човекови права. И покрај тоа што постои сеопфатна законодавна рамка на антидискриминаторски прописи кои ја забрануваат дискриминацијата во одредени области на животот, истите обезбедуваат ефективна имплементација, сепак сознанијата укажуваат дека појавите на дискриминаторско однесување постојат и се најраширени во областите од општествениот живот, кои се посебно значајни и чувствителни за остварување на правата на граѓаните. Најзагрозената категорија од дискриминаторско однесување се лицата од пониските социјални слоеви, кои покрај незавидниот материјален статус најчесто се со пониско образовно ниво. Исто така посебно загрижува тоа што жртви на дискриминација се и најранливите категории во општеството: деца, жени, стари лица, лица со инвалидност. Има укажување и за дискриминација врз основа на етничка или верска припадност и политички определби. Во нашата држава дискриминацијата е забранета. Тоа е јасно одредено во член 9 од Уставот. Исто така постои закон за спречување и заштита од дискриминација и повеќе органи и тела, како на пример судовите, работат на заштита од сите форми на дискриминација. Народниот правобранител ги штити уставните и законските права на граѓаните и презема дејства и мерки за спречување на дискриминацијата, додека пак Комисијата за заштита од дискриминација е посебен орган што работи на спроведување на законот за спречување и заштита од дискриминација. Толеранцијата е најсилното оружје против дискриминацијата. Толеранцијата представува почитување, прифаќање и ценење на богатата разновидност на културите од нашиот свет, нашите форми на изразување и начини да се биде човек. Тоа се негува со знаење, отвореност, комуникација и слобода на мисла, свест, верба. Толеранцијата е хармонија на разликите. Таа не е само морална обврска, туку исто така и политички и правен услов. Толеранцијата е доблеста што го прави мирот возможен и придонесува за замена на културата на војна со култура на мирот. Работен налог број 3. Весна е ученичка од 8 одделение. Таа е одлична ученичка и многу дружелюбива, но нема многу другарчиња и е чисто осамена. Учениците од нејзиното одделение не сакат да се дружат со Весна, затоа што нејзините родители се вработени во фирма во која платите не се големи. Весна нема пари да купи скапа брендирана облека. На што била изложена Весна од страна на учениците? Со кои учи? Од кои причини? Што би направила ако си на местото на Весна? Или пак учиш со неа? Како би постапиле во ваква ситуација? Ваше е да ми одговорите на прашањата. За домашна работа. Прочитајте ги тврдењата и поврзете ги со видот на дискриминација. 1. Не, жените не можат да добиваат исти награди за спортски успеси. Мажите се подобри во спортот и се поинтересни за гледање.
Второ тврдење. Во нашето училиште немаме услови за настава за ученици во количка, соодветни приоди, рампи и слично. Ве молиме, побарајте друго училиште во кој има соодветни услови. 3. Нашата деловна политика е насочена кон вработување само на работници од нашата религијска припадност. Жалам, но вие не ги исполнувате нашите барања. И 4. тврдење, Хитан се пријавил на оглас. Му одговориле, ова работно место е предвидено за помлади личности и затоа ве молиме, побарајте работа на друго место. Значи, треба да поврзете со видот на дискриминација. Дискриминација по однос на пол, дискриминација врз основа на возраст, дискриминација врз основа на телесна попреченост и дискриминација врз основа на религијска припадност. Се надевам дека ви се допадна часот. За самиот крај да заклучиме дека за да изградиме подобар свет, не треба да градиме зидови околу нас, туку треба да градиме мостови на комуникација. Ви благодарам за вниманието.